По повод 22 март, Светскиот ден на водата, проектот за третман на отпадни води од Кочани и проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево организира ликовен надпревар на тема "Штедиме и причистуваме вода, потребна ни е за во иднина". По завршувањето на надпреварот, во фабриката за вода во Кочани беа предадени наградите за најдобрите творби за учениците од нашата општина. Првата награда и припадна на ученичката Надица Апостолова од Основното училиште Свети Кирил и Методи, а наградени беа и Анабела Коцова од истото училиште, Емили Стаменкова од Крсте Петков Мисирков од Оризари, како и Леа Апостолова, Мартин Јовик и Наталија Карова од Основното училиште Никола Карев. Ликовниот надпревар беше организиран од страна на швајцарскиот консултант ЕБП во соработка со јавните комунални предпријатија каде што овие проекти се одвиваат. Согласно пропозициите за ликовниот надпревар, право на учество има сите ученици од 6 до 9 оделение. Еволуацијата ја изврши швајцарскиот консултант. Согласно таа еволуација, значи имаме една прво наградена ликовна творба и 5 второ наградени, каде што денеска беа прочем и доделени самите награди. Ликовниот конкурс е организиран во рамки на јавната кампања, кој што паралелно се одвива со имплементацијата на проектите, и целта на таа јавна кампања е зголемување на јавната свест во однос на како ги употребуваме ресурсите на вода, дали сме свесни колку е значењето на реупотребувањето на вода и како се однесуваме со отпадните води и што се исфрламе во канализацијите или нашите отпадни води. Учесниците на ликовниот надпревар имаа широка тема за творење, со оглед што беше опфатено штедењето на водата, заштитата на водните ресурси, третманот на отпадните води, повторната употреба на веќе искористена вода и слично. Најдобрите творби, односно учениците, кои ги сликаа во Виница, Делчево, Берово и Пехчево, каде што се спроведуваат двата проекта, исто така добиваат награди. Со тоа се одбележува Светскиот ден на водите 22 март.